Со пригодна манифестација во преполната сала на Домот на културата Ацо Шопов во Штип, 200 дечиња од детската градинка Астибо го одбележаа 35-тиот роден ден на оваа установа. За целосната организација и сите активности околу роденденската манифестација заслужни се сите вработени, предводени од директорот Илија Митров. За организација на еден ваков јубилеј се потребни многу средства, многу енергија, многу вложен труд од страна на сите. Значи можевте да забележите уште при самиот влез дека во фојето има изложено галерија на изработки, рачни изработки од нашите воспитувачки, значи слики, и тоа се посебна гордост. Оваа година се потрудивме преку нашите пријатели од Прима Данца и студиото Кентаур да организираме да биде уште поубаво. Во ритмот на музиката од познатите детски анимирани филмови, дечињата на Астибовата градинка играа и пееа и ги забавуваа присутните. Во меѓувреме се доделуваа благодарници до вработените кои допринеле за безпрекорната работа на оваа етаблирана детска установа. Благодарниците ги преземаа дечиња соодветно облечени да личат на возрастните. Танцот на дечињата се подготвувал 2 месеца и тоа со помош на професионални танчери. Беа ли послушни, слушали што им кажувате, како ги учите? Дечиња. Има се. Значи, кај дечињата е убавината и во тоа, што секогаш има некој кој што е палав, трчка околу, не внимава, секогаш треба некого да донесете, он повторно ќе се тргне на страна па да го вратите и така натаму. Но како да ви кажам, тоа е дечињата се жива материја, така да со нив е стварно негово да се работи. Тоа беше еден убав процес на кој што сите на некој начин под наводници нели се помачивме, а на крај добивме убави резултати со дечињата. По завршувањето на пробите со инструкторите, децата вежбале со нивните воспитувачки, кои учествувале и во изготвувањето на прирачникот Играв јас, сега играј ти, кој содржи детски игри. Прирачникот, чии автори се педагогот во градинката Елизабета Симоновска и професор доктор Снежана Мирашчиева од Факултетот за образовни науки, беше соодветно промовиран во чест на 35 годишното постоење на детската градинка Астибо. За прв пат во Република Македонија се издава ваков прирачник од ваков тип, игри кои што се користат за воспитание или образование, едукација на децата во предучилишно воспитување. Она што ние го запишавме и го ставивме во овие неколку страници, мислам дека ќе има долготрајна вредност заради тоа што не само што не враќа нас во детството, туку и ќе биде патоказ за идните генерации кои треба да го живеат детството. Потребата од еден ваков прирачник е од поодамна, а посебно сега со организирање на и реализирање на новата воспитно-образовна програма во која што се дава голем акцент на раниот детски развој и како што е кампањата и на владата, првите 5 се најважни на свет, ние во согласност со тоа го создадовме овој прирачник во кој што се поместени сите игри кои што ние ги игравме некогаш, кои што се безвременски. Прирачникот, кој има голема едукативна вредност за социјалниот, емоционалниот и интелектуалниот развој на детето и се очекува значително да им помогне на сите воспитувачки во секојдневното работење со најмалите, беше промовиран од професор доктор Снежана Јованова Митковска. Посебна вредност заслужува затоа што во него се поместени голем број на игри на кои ќе се подсетиме она што го играа нашите дедовци, прадедовци, на она што го игравме ние како деца, меѓутоа што ќе го играат и децата кои што се во развој и се иднината на нашето општество. Прирачникот ќе може да се најде во библиотеките на детските установи и во библиотеката на Факултетот за образовни науки при Универзитетот Гоце Делчев во Штип.